Во Македонија работат 30 здруженија со над 5000 членови, кои официјално ја поддржуваат Русија во Македонија и убедуваат дека користа од врската на двете држави може да биде огромна, а блискоста на јазиците, религијата и корените може да одиграат големо влијание во препознавањето на братски основи и во создавањето на животно важна врска за Македонија. Иако тие негираат скриена руска политика за нивната работа, меѓународниот проект за известување за криминал и корупција, српската истражувачка мрежа КРИК и британскиот весник Guardian, повикувајќи се на документи од македонските тајни служби, тврдат дека Русија со својата стратегија за така наречена мека моќ драстично го зголемила своето влијание во Македонија преку овој тип на здруженија. Тие тврдат и дека отворањето на тие македонски-руски пријателски организации, како и Рускиот културен центар во Скопје биле под надзор на руската амбасада во Македонија. Well, I mean, we see this throughout Europe that Russia has supported media outlets and groups which are usually quite nationalistic, quite xenophobic, and against establishment politics. From France to Central Europe to the Balkans. So this is nothing specific to Macedonia or the Balkans. Експертите велат дека стратегијата на Кремљ е љубовта на дел од македонското население кон рускиот фолклор, литература и традиција да премине и во политичка љубов кон Русија. Ова што се случува во Македонија со тие бројни, проруски здруженија, невладини организации под плаштот на панславизмот и така натаму, православни братски друштва, не е автохтон производ, туку е наметнат производ, тоа е извезен производ од страна на оваа стратегија на Руската Федерација да се инфилтрира во така наречениот православен, доминантно православен свет, доминантни православни држави и нации. И од тука преку она најсуптилна сфера која што влие врз психата на луѓето и влегува во домовите и во срцата на луѓето, да едноставно врши суптилно влијание, тоа е таа стратегија за мека моќ. Од сојузот кој ги обединува сите македонско-руски друштва за пријателство негираат скриена руска политика во нивната работа, а од Рускиот културен центар во Скопје велат дека работат според план и програма одобрена од Универзитетот Свети Кирил и Методи и дека не коментираат ваков тип на тврдење. Наводите за политичко делување на македонско-руските друштва за пријателство во Македонија се целосно невистинити. Целта на друштвата е унапредување на културата, спортот, фолклорот, граѓанскиот сектор, а не висока политика. Друштвата не се финансираат со туѓи пари и не се ничија алатка. Тие што го направиле истражувањето нека посочат барем еден пример зад кој се крие политика. Според извештаите на двете истражувачки мрежи и Guardian, дел од македонско-руските друштва за пријателство соработуваат со Скопското представништво на Руската државна организација за помош Росотрудничество, кој тука работи од 2016 година во состав на Руската амбасада, а кој според истражувањето објавено во Guardian било вклучено во ширењето на руското политичко влијание во Македонија. Според весникот Вашингтон Пост, Росотрудничество било истражувано и во САД од страна на FBI за обиди за регрутирање тајни извори во американски институции. Соработката со македонско-руски организации во Македонија, Росотрудничество Скопје ја потврдува и на својата веб страница, каде како една од главните дејности им е наведено информативно обезбедување на надворешната и внатрешната политика на Русија, а отворено пишуваат и за така наречената руска мека моќ во своето делување. Овој начин на искористување на граѓански здруженија е честа пракса во политичката борба и во многу поразвиени држави. Според експертите, Македонија од евентуална политичка злоупотреба на граѓанскиот сектор може да се заштити со поставување на остра граница од каде почнува загрозувањето на државните и националните интереси.